Важно да напоменам, ваучерите може да се подигнат до крајот на месецот, значи до 30 ноември може да се подигнат во Министерството. Министерството е на адреса улица Македонија без број и ќе видиме, зависи на крајот на денот колку ќе биде, како што гледаме, за интересот на граѓаните е голем, ќе видиме до крајот на денот колку ќе бидат подигнати. Секако сакаме да излеземе во пресред и ќе видиме денес и утре добија исто така СМС дека во Скопје и во Битола ќе бидат од 9 до 17 часот тука доделени ваучерите. Се надеваме дека до 30 ноември сите граѓани ќе ги добијат ваучерите и може да ги искористат до крајот на месецот. Дали сметате дека до крајот на месецот ќе биде доволен за компаниите за граѓаните? Ние ќе пратиме во случај ако не е доволно, ќе видиме што можеме секако правно да биде тоа издржано и секако тука сме за интересот на граѓаните, може и да се продолжи со тоа што ќе пратиме и ќе видиме како се одвива бројот на искористени ваучери и ќе видиме има уште 24 дена, сепак се 6800, значи тоа не е толку многу дневно ако се поделат ваучерите, меѓутоа сакаме сите да бидат искористени. А кога беше најавен проектот, беше речено дека ваучерите ќе се испраќаат по пошта на граѓаните. Зошто не се продолжи со оваа најава и зошто на овој начин граѓаните да чекаат? Сепак мислам дека во работно време од 9 до 17 часот иди некој да чека во ред со сати, во денешно време 21 век. Се слушувам со вас, дискутиравме, меѓутоа морам да кажам дека бидејќи треба да го потпишат и договорот, а процесот со пошта е малку подолг и да треба да се вратат тие договори назад. Така да сметавме дека ова е покорисно и поефикасно. И секако има до крајот на месецот, значи не мора да се зима цел работен ден, може до крајот на месецот. Во Министерството ќе имаме повеќе луѓе и кога ќе се поделат на толку пунктови, значи ние овозможивме и во 30 места во Македонија, во цела република да може да ги делиме, значи не мора сите да доаѓаат во Скопје. И се надеваме дека ќе бевме поефективни. Министерке, колку време беше потребно да се организира ова, бидејќи повеќето од колегите не беа овде кога снимав анкета на еден човек прилично падна во несвест, му се слоши, дојде брза помош и се. Многу од луѓето овде и се пожалија дека не можат да стојат уместо, да чекаат по сат. Јас разбирам, меѓутоа како што кажав, има 24 дена за да се подигнат 6100 ваучери. Сметам дека нема потреба да се чека толку во ред, секој може да се го испланира времето, може да дојдете кај нас во Министерство. Не значи дека денес ако не го земат ваучерот нема да може да се случи, да се подигне. На 21 октомври ние ги добивме списоците. Значи денеска е 7 ноември. Ние моравме да ги спринтаме и спринтани се и билингвално, значи и на македонски. Беа направени договорите со сите фирми кои што ќе ги преземат ваучерите, беа информирани на јавниот сервис, значи имаше на МРТВ имаше порака, им пративме СМС на сите кои се добиени, исто така имаше и на веб страната. Значи ние логистички навистина многу работевме, а знаете дека сме ново формирано министерство и се уште не сме ни целосно екипирани. Значи со тоа што располагавме, мислам дека направивме добра работа. Ќе видиме до крајот на денот колку ваучери ќе бидат поделени.